Убав ден. Денес сме во Кочани. Нешто што ми остави белег ке сите оние млади кои што, како што умеам јас да кажам и да се насмеам, што биле на час. Нешто што најмногу ме погоди е тоа што поголем дел од тие добри чувства кај млади деца е тоа што ми кажа чим ти се повлекуваш од Кочани, а си најголемиот борец за Кочани, тогаш што да кажеме ние? Јас знам дека ова банда криминална, може да кажете кочанска мафија, не од вчера, за кои што и добронамерните кочанчани додека ова банда се ширела и раснела, премолчувале. Еве до каде дојде тој молк. Многу пати се прашував зошто сум ставен на тапија во ова банда криминална, не би рекол јас мафијашка банда, а се гледа дека е токму поради тоа што не успеале да ме стават во нивниот матрикс, како што ставија многумина од моето време кочанчани. Ги повикувам сите кочанчани и надвор од Кочани да почнат да ја шират вистината, затоа што ова не е табу тема. Од она што ќе го слушаме е да ви се згаде животот од сето оно што се правило. Прво доаѓање во Кочани, одма честитка, се е средено во Кочани, а додека куририте се уште имат работа со Владо Павлов. Ги разбирам и оние кои што филмуваат во нивните глави, каде што измислуваат демнења, не се свесни дека ги демнат татко и син, кои што ќор пијани на Петровден ги убиле, и каде и да сум, бидејќи имам обврски, Кочани ќе ми биде во аманет, иако мојот глас се уште не допира кај многу кочанчани, а не сакам да се наметнувам, затоа што ова банда криминална не е од вчера,
Таа е создавана уште од времето на СХС, од времето кога овде харала црната рака, каде што имали своја кафеана околу Раде Кратовче во една куќа, а тоа е за друга прилика. Потоа продолжуват во времето на Тито и трае се до ден денес. Морав да ви се јавам, затоа што навистина ме погоди млад дух на едно младо дете и неговите другари кои што ми кажа: чим ти повеќе не си во Кочани, тогаш треба и ние да си одиме од Кочани. Навистина не сум во Кочани, ама тоа не значи дека не се борам против ова банда криминална, која што од времето на СХС до ден денес. Го завршувам ова видео со основоположникот на ова банда, а тоа се фамилијата Корнети, која што ја финансирала Црна рука во интерес на сето она што нашиот град го правил тогаш за краља и отачбина. Основоположници на сето ова се Корнети, истите оние кои што му дадоа логистика на Пјотар Гули, кој што доаѓа од Волона во Кочани, оној војвода кој што го знаете во не Македонската република, туку во Крушевската република. Замислете, и тој Пјотар Гули или Пито Гули по вас е донесен овде во Кочани како момок, на кој што Корнети подосно му даваат имот во Крушево. Ова банда успеала најголемиот дух за македонизамот кој што го имале кочанчани и околината, поради тоа што стожерот на организацијата за царство Македонија, а не врховистичко ВМРО и осоговци било во Кочани. И затоа од тој ден, од тоа време до ден денес се работи на насилно уништување на духот македонски на кочанчани и на околината, и верувам дека до некаде успеале. Тоа го знаат многу директори во пензија, посебно на банките, и многу убаво може да дојдеме по трагот на парите, кој припаѓа на ова секташка организација и кои се тие кои што ни го убиваат градот и ни ги убиваат младите. Одговорно тврдам, кога ќе го вратам филмот, уште со враќањето од Белград, враќањето од Вуковар, од Косово, подоцна напуштањето од Волците, па до ден денес невлигувањето во нивниот матрикс работеше против мојот живот со фингирани сценарија кои што трајат до ден денес. Корнети, основоположници на ова што се случува денес во Кочани, ви доаѓа вашиот крај, а вие, деца мили, млади кочанчани,
Чичо Владо дали е во Кочани или не, ќе се бори против кочанската мафија. И каде да идам, како секогаш во мојот живот, пак ќе се вратам во мојот Кочани. Еве од овде ви кажувам, каде и да сум, ќе се борам против ова кочанска мафија, која што е создадена од времето на Корнети, од времето на Црна Рака, кој што трае до ден денес. Ќе се борам против сите нив. Затоа што Кочани има нешто посебно и ова почивало или поново овај хостел на водачот македонски, каде и да е ќе воскресне. Ве молам, сите кочанчани кои што поминавте и кои што го знаете, че Владо сте надвор од Кочани, да се обедините и сите заедно да започнеме една селективна вистинита, без насилство, војна, на ова кочанска мафија која што е настанала од Корнети, од времето на СКС, за краља и за отачбини, каде што знаете дека во тој временски период Кочани бил главен центар на хероинот, а најголем наркодилер бил Александар Караџорџевиќ, каде што неговата амбасада во Марсеј била користена за продавање на хероинот од Македонија. А сопруга на Александар Караџорџевиќ многу баво знаете која е, или не знаете. Тоа е Марија од кланот на Накови од Врбица. Тоа е кралицата на СКС. Така да немојте да ги потценувате сите тие денес кои што потекнуваат од нив, затоа што тие се држава во држава. Кочани сиве овие години, децении функционираше како Ватикан во Италија. Се борев и ќе се борам. Не можев да ви докажам, ама знам дека се има свој крај, како што имало свој почеток. Кочани бил центар на најголемата дрога на Александар Караџорџевиќ, кој што бил најголемиот наркодилер во тогашниот свет, за да подоцна терористичкото ВМРО врховистичко, за да го преземе Кочани и да финансира организацијата од дрога, од хероин, од макот. Владо Черноземски како човек на Ванчо Михайлов го убива.